доле маму. А намери да глава се падна да Почитувани, денеска се собравме тука, пред споменикот на паднатите бранители, за да се подсетиме на немилиот настан, кој се случи на денешен ден пред 3 години во Кумановско диво населје. Во акцијата, која започна во 4:30 часот наутро и траеше цели 28 часа, 8 припадници на безбедносните сили на Република Македонија ги загубија своите животи. Жарко Кузмановски од Брвеница од единицата за специјални задачи Тигар, Ненад Серафимовски од Зубовце од единицата за специјални задачи Тигар, Сашо Самаловски Касандра од единицата за брзо распоредување, Бобан Ивановик од Стајковци од единицата за брзо распоредување, Горан Илиевски од Гостивар од единицата за брзо распоредување, Исам Един Оцмани од Студеничани од единицата за брзо распоредување, Љубиш Арангеловик од Скопје од единицата за брзо распоредување и Горан Стеменовик од Миладиновци од единицата за специјални задачи Тигар. Тука сме да им оддадеме почит и чест и да се поклониме на нивното херојско дело. Нивната храброст ги чинеше живот, а нас ни дадоа слобода. Колку и да сакаме, не можеме да искажеме доволно благодарност кон нив. Од тука сакаме да искажеме сочувство и почит до нивните фамилии и да искажеме револт кон власта, затоа што наместо да го решат случајот, како што ветува, тие го стават адвокатот на терористите на функција директор на управа за водење на матични книги. Тоа е срам и напочит кон нашите бранители. Им порачуваме на власта, веднаш и целосно, да се расчисти случајот. Наместо да вработува команданти на УЧК во владата и адвокатот на терористите да биде тргнат од функција. Затоа што народот има право, фамилиите на загинатите имат право да знаат вистината, зашто ги загубија своите најмили. Според неофицијални информации, терористите добиле дојава дека ќе бидат нападнати од македонските безбедносни сили и веднаш се преместиле од местото, пошто македонските специјалци биле дочекани во заседа. Според истите информации, непосредно време пред 9 мај, лидерите на терористичката група Мирсат Надрецај и Бек Ризај со важни идентитети допатувале во Швајцарија и Чешка, каде ствариле средба со албански бизнисмен поврзан со македонски политичари. Апелираме во најбрз можен рок да се истражат овие информации, да се пронајде кој им дојавил на терористите за доаѓањето на македонските специјалци и да се суди, да се најде албанскиот бизнисмен со кој се сретне Бек Ризај и Мирсат Надрецај и преку него македонските политичари со кој бил поврзан. И дали тие политичари имаат врска со смртта на 8 бранители. После истрагата, меѓу оружјето кое го користеле терористите, пронајдена е пушка од Швајцарија нарекувана швајцарски калашников, пошто дополнително се зголемува сомнежот дека информациите кои ги споменав се точни. Уште еднаш порачуваме до владата, подитно да биде покрената истражна постапка и доколку бизнисменот од Швајцарија и македонските политичари со кои поврзан се одговорни, истите да се најдат зад решетки. Вечна им слава на загинатите херои, никогаш заборавени, секогаш во нашите срца. Ви благодариме.